да подсетиме да ти кажам нешто. Поштовани гледачи, оваа вечер јас ја насловив на една социјална инклузија, социјална и општествена хумана реакција. На почетокот на денот на лицата со Даунов синдром, овде гости ми беше Сузе, самохрана мајка со незините две деца, едниот со Даунов синдром, а потоа и со посебни потреби на начин. Продолжувам во овој стил, како што веќе ви најавив. Во почетокот на дебатата ќе се задржиме на тоа какви се медицинските успеси или медицинските премрежја за новиот систем на пресадување на бубрези и на коскена срцевина. Мои вечерашни гости, истовремено и ваши соговорници во Граѓанскиот форум, се универзитетските професори Ирина Пановска и Сашо Дохчев. И двајцата се занимаваат со овие два сложени оперативни или, би рекол, техничко-мануелни значајни зафати кои представуваат, кои следат некои нови светски трендови. Еден од нив е така наречената кадаверична трансплантација, другиот е она за што професор Ирина Пановска ќе мора да ни објасни како тоа се зима донација за пресадување на коскена срцевина. Тоа е од тука од Дрбетот, прво што те прашав, или од каде? Прво ви благодарам што ме поканивте. Вистина сметам дека оваа тема заслужува внимание. Значи, на почетокот, кога е започната со интервенцијата трансплантација на коскена срцевина, на вистина се извршувала во хирушка сала и процедурата била коскената срцевина се земала од карличните коски. Меѓутоа, како што медицината оди напред, така и напредувала и трансплантацијата како тераписка процедура и денеска велиме дека трансплантираме хематопоетски клетки кои обично се наоѓаат во коскената срцевина. Ние со посебни инекции, биолошки препарати, ги стимулираме да излезат во периферната крв и потоа истите ги жнееме од периферна крв на посебна машина. Значи, не е толку комплициран зафатот како што бил во минатото, напротив, тој што сака да биде доброволен донор за коскена срцевина, треба неколку сати од своето време да помине врзан за машина, која што наликува многу на системите за диализа на крв, преку една периферна вена, неговата крв протекува низ апаратот кој што се нарекува апарат за афереза. Тој е програмиран да ги издвои клетките со одредени карактеристики, кои што се карактеристики на тие матични хематопоетски клетки и остатокот од крвта низ друга периферна вена повторно се враќа во крвотокот на пациентот. Знаете што ми рекоа, немој на докторите да им дадете шанса да зборуваат со нивниот медицински речник. Ке ви треба анатомија да студирате и јас тука морам да прекинем со едно просто прашање. Еден од зафатите што го изведовте беше со донорство од странство. Зошто? Значи вака, трансплантацијата представува, малку ќе бидам поопширна за да може да ме разберат гледачите. Трансплантацијата представува единствена куративна метода, значи метода со која што можат да се излекуваат голем број на малигни хематолошки заболувања. Всушност, денеска има околу 70 различни болести за кои што единствена опција да се излекуваат представува трансплантација на коскена срцевина. За да можеме да трансплантираме коскена срцевина, тој што донира мора да биде хајла идентичен со тој што ја прима коскената срцевина. Што значи ова? Дека клетките во нашето тело имаат одредени карактеристики кои што се специфични за нас. Тие се и за членовите од нашата фамилија, односно најдобри донори се браќата и сестрите. Меѓутоа е добро што во светот секој од нас има потенцијално 9 до 10 луѓе кај кои тие молекули му се совпаѓаат, што велиме ние хајла се идентични. Во фамилијата само 25% се шанси да имаме идентичен донор. Значи, за 25% од пациентите наоѓаме фамилиарен донор. За останатите пациенти бараме донор во светските регистри на доброволни дарители на коскена срцевина. За тоа подоцна, значи за регистрите што е најважната. Токму затоа овој пациент на кој што не само еден, тоа беше првата несродна трансплантација, сега веќе можам да кажам дека е стандард на лекување. Во меѓувреме ја изведов нистата интервенција и кај едно дете со пластична анемија. Во моментот во процедура спремаме 2 нови интервенции. Значи воспоставивме систем на лекување. Немаше во фамилијата донор
И заради тоа момчето му побарапне во светскиот регистар потенцијален донор. Најдовме млада девојка од Полска, која што се совпаѓаше, која неколку години пред тоа доброволно се запишала во полскиот регистар дека е потенцијален дарител и на некој доколку му треба ќе му даде коскена срцевина за да му го спаси животот. Добро, тоа се објаснувањето на Ирина Пановска. Професоре Дошчев, колку што јас следам, за разлика од еден прилично мртов период на трансплантации на бубрези, некако се забрефтавте особено со ова кадаверична трансплантација. Што тоа значи за нашите гледачи кои не мора да ги знаат медицинските трауми и медицинската терминологија? Така, прво благодарам на поканата, ја да се извинам бидејќи сум настинат и се уште по терапија, реков сен практично. Добро, благодарам за довербата. Не можев да одбијам поканата. Трансплантацијата во нашава држава, сега Република Северна Македонија, датира од 1977 година. Периоди различни, може да се одвојат од прилика на 3 фази на развојот на трансплантацијата. Нормално, пионерскиот период се карактеризира со поединечен број на трансплантации, спорадичен би го нарекол, период од 18-20 години, кои од прилика 30 на 30 до 35 трансплантации до 95 година се направени, начело со доктор Иван Влашки, тој е основоположникот на нашата клиника и нашата клиника го носи неговото име, во соработка со професор Францисковиќ од Риека. Тоа е направена првата трансплантација 1977 година. Иако во Риека е 71 или 72, и тоа е еден од важните југословенски уролошки центри. Така, не касниме многу во однос на тој податок. Од 95 година до 2012 година се направени најголемиот број на трансплантации. Еве, за среќа и јас бев член на делот тој тим од 1990 година. Сум член на тимот за трансплантација. 216, значи тоа е период од 16 на години. Ова што го спомнавте, точно е, од 2012 година навака како да направивме еден бум, се забрефтавме, точно е тоа, и направивме за краток временски период од 6 години, бидејќи ќе напоменам дека една година за жал беше стопирана трансплантацијата, забранета од поранешниот министер за здравство, да не навлагаме од кои причини, не би ги елаборирал сега. Направивме 159 трансплантации за 6 години. Тоа е една огромна бројка на трансплантација, повеќе се од жив дарител, значи од living donor трансплантација, и после 25 години, 2014 година, ја возобновивме кадаверичната трансплантација, ова што сакате вие да ја потенцирате и на вистина треба да се потенцира. Направивме за неполна една година 15 кадаверични трансплантации. И потоа настана оној, ви кажав, стопирање, забрана, како сакате наречите, период за кој тоа се разлози кои не би ги коментирал. За среќа, после убедување со тогашниот министер, мои убедувања и на останатите колеги, нормално, продолживме со трансплантацијата и еве сега повторно за краток временски период од living donor трансплантацијата си продолжи по редовниот тек, а кадаверична трансплантација, еве за последните 3 месеци направивме 6 кадаверични трансплантации, што на вистина представува еден извонреден успех. Тоа се донори од македонски жители, од семејства кои се решија од покојникот да ги донираат органите? Така. Кадавер значи мртов пациент. Значи тоа мора да се... Мртов или клинички мртов? Не, мртов. Мртов. Мозочната смрт е смрт на пациентот. И колку време ви треба за да се изврши... Откако ќе се прогласи мозочна смрт, односно смрт на пациентот, тоа го прогласуваат одреден тим на наши колеги, анестезиолог, неврохирург, невролог и така натаму, после одредени испитувања што се прават на состојбата на мозокот, и се прогласи смрт на мозокот. Тоа значи смрт на пациентот. Тогаш почнува постапката за донирањето на органите. Се вклучува националниот координатор, болничките координатори, разговор со фамилијата, значи фамилијата мора да го има последниот збор. Без разлика што ние сите законски сме потенцијални дарители на органи. Освен ако некој за време на својот живот не се изјасни дека изричито не сака, забранува да му се земат органи. Тоа е нашиот закон со европската и светската легислатива. Но во основа сензитивноста се решава со согласност на најблиските, бидејќи мора да се согласи. Сепак е тоа едно прилично чувствително прашање. И во тие моменти, тажни моменти, можете да замислите какви се тие тажни моменти, посебно ако
некој од фамилијата од помлада возраст, да мислите да ги дарува органите, тоа е значи невидена херојство, невиден чин на човеколюбие, на хуманост. Од прилика од 24 до 48 часа е времето кога може да се земат органите, 48 сати е веќе многу, али од прилика 24 сата тука некаде ги земаме. Значи, еден уролошки тим работи на, условно кажам, на вадењето. Ние сме тим, нема два тима, ние сме тимите, под моје раководство, ние, конкретно и сопругот на колешката е мој прв соработник, така да, Сотир Ставридис, со него сме... Навршто го избегна Ставридис, само вие... Да. Тоа се моите соработници, Тоа се моите соработници, јас морам да ги споменам, бидејќи толку време работиме заедно. Така да тоа е истиот тим, меѓутоа поделен во две сали кој работи за да ни се олесни нас, работата како тим. Важно е тимот да функционира, не да биде еден човек на биедесталот секогаш. За детаљите колку трае, да речам, условно вадењето на... Од прилика по 2 до 3 часа. И едната и другата трансплантација, исто време толку. Добро. Сега, нешто што е многу важно, а тоа е каков е светскиот тренд. Кај бубрежните трансплантации, мислам дека хрватскиот и шпанскиот модел е познат заради тоа што се тие членки на Евротранс. Шпанија не е. Шпанија не е. Поставете го прашањето, ќе ја Како успеавте вие да влезете во светскиот регистар на донори? Значи вака. Најпрв приказната е јас да се вратам назад. Во Македонија процедурата трансплантација на коскена срцевина се спроведува од 2000 година и тогаш со работка со Центарот Папа Николау од Солун започнати се фамилиарните трансплантации и трансплантација од сопствени клетки. Во 2003 веќе нашата клиника и тимот од нашата клиника стана полна членка на Европското здружение за трансплантација на крв и коскена срцевина. Меѓутоа, сето тоа не беше доволно. Требаше и други услови да се исполнат за да можеме да започнеме да изведуваме несродната трансплантација. Најпрво тоа беа и главните предизвици со кои што се соочи новото раководство на клиниката пред година и пол. Требаше да се стандардизира просторот, бидејќи постојат и инфраструктурни стандарди за да може да се спроведе несродна трансплантација. Требаше да се доекипираме со лекови. Потребни се лекови кои досега не беа достапни во Република Македонија. И тука би ја изразила огромната благодарност на здравствените власти кои што не поддржаа во овој потфат и ни овозможија да ни стават достапни лековите. Требаше да ја зголемиме, да ја направиме посилна интердисциплинарната соработка, бидејќи трансплантацијата во процесот на трансплантација на коскена срцевина се вклучени многу институции. Тука особено е значајна поддршката од Институтот за имунологија и хумана генетика при Медицинскиот факултет во Скопје, каде што во 2010 година е оформен Македонскиот дарителски регистар, кој што од 2013 година е полн член на Светското здружение на доброволни дарители на коскена срцевина. И во периодот од 2013 до 2018, кога беше изведена првата несродна трансплантација, имаше околу 50 на пребарувања од различни страни во светот во нашиот регистар, кој во моментот брои околу 5000 членови, бараа потенцијални дарители за нивните пациенти. Беше и реализирана една трансплантација, човек од Македонија спаси живот на жена од Бостон. Ние испративме коскена срцевина, односно клетки, во Бостон. Меѓутоа, сето тоа не беше доволно, бидејќи кога се обидовме да спроведеме првата несродна трансплантација, требаше да ги убедиме во нашиот кредибилитет како центар дека ние можеме да добиеме орган од Европа и истиот орган постојат услови и стандарди унифицирани како во Европа да му ги аплицираме на пациент. И всушност тука ни помогнаа нашите страни партнери со кои што имаме лични контакти и полугодишна соработка, кои застанаа зад нас и ни напишаа препорака. И на тој начин нашиот центар доби бројка. Значи, независно што бевме во регистарот, независно што имавме пријавувано изведени трансплантации досега, независно што нашите резултати беа идентични со резултатите од европските и светските центри, требаше еден чекор повеќе. Јас сум многу горда на целиот тим на нашата клиника, што за многу краток временски период успеавме да ги убедиме во нашиот кредибилитет и успешно да изведеме неколку вакви интервенции. Двајцата доктори ги прашуват колку и ми се чини дека во формирањето на јавно расположение, на социјален и хуман амбиент, многу предонесуваат на одреден начин пораките на јавните личности, кои
во име ги донираат, тестаментално ги подготвуваат своите органи, да речем, за донации. Има некакви светски искуства, например, каде што некој ги оставил, ги завештил своите органи. Па јас ќе се умешам во вашата кадаверична трансплантација. Неодамна прочитав дека глумецот Лиам Нисон, чија сопруга глумицата Наташа Ричардсон настрада при скијање и беше констатирана мозочна смрт. Тие двајца си имале договорено меѓу себе дека доколку некој од нив настрада, другиот ќе дозволи да се неговите органи да се донираат. И навистина голем број на органи нејзини се донирани. Донирани е и се бубрезите, донирано е срцето, донирани е црниот дроб. Значи таа спасила живот на многу луѓе. Колку органи може да се да речем условно ретрансплантираат? Може многу органи. Кој се? Најчесто се кај нас и сега за сега исклучува бубрезите, меѓутоа може да се црн дроб да се трансплантира, панкреас, срце, белдроб, црева, рожница, кожа, значи многу лице трансплантираат. Многу органи може. Па дури еве и лице, нешто спомна Ирина сега, да, скоро и јас разбрав дека дури трансплантирано е цело лице негде во Америка. Така да трансплантацијата пружа многу можности. И еве еден поттик за и останатите, да кажам, колеги од другите специјалности да се впуштат во процесот на трансплантација на органи, затоа што Македонија мора да почне и со трансплантација на... Што ни недостига да бидеме дел од тоа европско семејство на вмрежени донорски системи? Значи, долго време кај нас се форсираше living donor трансплантацијата. Да. Ние сме, да кажам, едни од поуспешните земји во регионов, па и пошироко, по living donor трансплантацијата. Само за податок ќе ви кажам, 2013 година направивме 35 living donor трансплантации. Тоа е најголем број што е направен досега во историја. Кои се најуспешни, од мајка на... Да, од најблиските, од најблиските, од фамилиарно. Тоа е значи крвно поврзаните роднини. Без оглед на возраста, бубрегот ја следи и квалитетот на... Така е, не е без оглед. Најдобри донори се некаде до 65 годишна возраст. Ние имаме и на 83, еве скоро, минат пред Нова година, 81 година, мајка даде на син. Бубрег, така успешно помина, немаше никаков проблем. Меѓутоа тоа е поретко и не треба да се форсира така. Ова сакав да кажам, за успешноста на living donor трансплантацијата, историски, а сега поготово. За тие 35 трансплантации што ги направивме 2013 година, светскиот регистар на земјите кои членуваат, кои се бават со трансплантација, не рангираше на 9-то место во свет, а 5-ти во Европа. Тоа е еден од најголемите успеси што воопшто медицината веројатно го постигнала во оваа наша држава и навистина сме горди како тим, не само ние, него и останатите колеги од нефрологија, анестезија и трансфузиологија и така натаму. Се надевам дека уште повеќе ќе подобриме овој резултат. Што се однесува до кадаверична трансплантација, ова ви е прашањето и мислам дека тука треба многу внимателно да се обрне целата држава, треба да го насочи вниманието тука, затоа што тоа е организационата способност на државата е практично битна за да може да успее кадаверична трансплантација. Како успеа хрватите? Мој соговорник, ваш колега од Ребро ми објаснува дека тоа е веќе систем во Хрватска. Така е. Мора да се воспостави систем. Се уште ние сме сега овде као пионери ние правиме кадаверична трансплантација, ама немаме системски решенија. Иако функционира. Никаде вака не се прави. Значи, на една клиника нити се земаат бубрезите, нити се трансплантираат две трансплантации одеднаш. Тоа е многу тешко, тоа е убитачно нешто. Така да, таква трансплантација никаде во свет и во Европа не се прави. Мора да постои систем на организирани земји кои се здружени и кои вршат размена на органи меѓусебно. Хрватска е, точно спомнавте, едни од лидерите. Они се некогаш први во свет, зборам, за кадаверична трансплантација, секако тоа е на 1 милион жители, и се менуваат со Шпанија. Така да они се вклучени во тој систем на Евротрансплант. Кај што членуваат негде 40 на земји членки на Европската унија, се надевам дека и ние еден ден, ако покажеме резултати ова што... Јас што знам представува платформа за размена на органи. Така е. Значи, кога има одредена земја кадавер,
Така е. Членовите на Евротрансплант ги менуваат органите меѓу себе. Тоа не е организација, тоа е систем организиран. Ако влеземе во Евротрансплант, македонскиот бубрек колку може да издржи условно за да биде транспортиран у Париз и обратно? Може да издржи до 24 сата. Добро. Срцето мора да се трансплантира до 4 сата. Значи тоа е најбрзо што мора да се трансплантира. Затоа постојат треба да се обезбедат финансиски услови. Треба ако на пример од Германија има кадавер. И сега ние имаме регистар на пациенти кои се регистрирани, хајала типизирани, тие чекаат на ред да се трансплантираат. И се јави од Германија, дека има бубрек, имате таков пациент, можете да го примите бубрекот ако сакате. Сега ние треба нашата организациона структура овде, од националниот координатор па надоле, да го прифати тој бубрек. Сега ако го прифатите бубрекот, треба да одите да си го земете. Значи, меѓутоа и треба и да врати Македонија бубрек после тоа на Германија. Треба да врати. Не мора да врати. Критериумите е да се детектираат кадавери, значи да се откриваат кадавери, со тоа си веќе обезбедил. Од режија побара малку реклами, зашто мислам дека има некакви мали технички подесувања и еве ќе им даеме простор да здивнат. Реклами, потоа се враќаме со професорите Пановска и Докчев. Среќен роден ден, 1 ТВ. Супер понуда за супер недела во Тинекс. Сет детергент за алишта Факс плюс омекнувач за алишта Орнел за само 359 денари плюс 150 поени на вашата Поен плюс картичка. Една картичка без број привилегии. Мој Тинекс клуб. Да бидеме искрени, не замислувавме дека ќе излезе баш вака. Дали сме зависни од нашите екрани? Ние веруваме во споделувањето, но луѓе, каде исчезна тоа? Дали паметните телефони не прават попаметни? Оваа наша обсесија со екраните има ли воопшто крај? Време е да го поставиме големото прашање. Не тоа прашање, туку ова. Можеме ли подобро? Овие умни глави знаат дека можеме. Да, сигурно знае дека можеме. Дечкиве, само што станаа пријатели. Видете? Дури и баба знае што се случува. Гледате, сегашноста сепак може да биде неверојатна. Користете ја технологијата за добро. Дали доволно се грижите за вашите очи? Надворешните фактори и секојдневното оптеретување на очите влијаат на нивното здравје. Зачувајте го вашиот вид со новиот производ Прокулин Плюс. Додаток во исхраната кој ви нуди заштита со ДХА, лутеин, зеаксантин, како и витамини и минерали потребни за одржување на нормален вид. Прокулин Плюс за секојдневно одржување на видот. За вашето осигурување не размислувате често, но секој ден живеете со спокојот што ви го дава. Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштетете до 40% со новиот пакет Триглав Комплет Плюс. Триглав осигурување. Сите ваши сметки и плаќања на едно место и со еден допир. Бесплатно мобилно банкарство. Евростандард банка. Секогаш на дланка. Послужете го вашиот омилен пијалок во кристалните чаши од познатиот бренд Bohemia Crystal со новата Купон Плюс акција на Тинекс. Совршен спој на софистициран дизајн, елегантен и модерен изглед и врвен квалитет. Изработени од висококвалитетно кристално стакло со висок сјај, издржливо на гребнатини и термички шокови за долготрајно користење и лесна употреба. Од 7 февруари до 25 април соберете 10 и со соодветна доплата одберете го вашиот совршен сет на чаши кои ќе го истакнат вкусот на секој пијалок. На здравје, ваш Тинекс. Среќен роден ден, 1 ТВ.
Она што на почетокот беше план за интернет телевизија со двочасовна програма, денес е ваш 24-часовен пријател. Информативната редакција стана побројна, содржините поквалитетни, гостите веќе се наше секојдневие во Централниот дневник. Централниот дневник, забележувам, дека стана препознатлив. Се подсетувам и дека многу пати сменивме сценографија кога зборуваме за вестите, но не ја сменивме нашата желба, да го привлечеме вашето внимание и да ве задржиме. Ова е само една година од постоењето на Еден ТВ. Не застануваме овде, продолжуваме понатаму. Една година живееме заедно со вас. Ги слушаме вашите сугестии, но и проблеми и секогаш ве информираме со сите информации што не смее да бидат премолчени. Секогаш подкрепени со факти за да ја знаете само вистината. Една година со вас, една година Еден ТВ. Среќен роден ден, Еден ТВ. Едно мало градче беше познато по старата добра библиотека. Библиотека со која граѓаните беа емотивно поврзани. Но еден ден државата ќе ја продаде за на тоа место да изгради ресорт. Приказна за еден народ кој храбро ќе се бори против неправдата на власта. Вечерва 23 часот. Едно тајно лето. Утре вечер. 23 часот. Нова епизода. Од епската приказна. Не пропуштајте. Викинзи. Поштовани гледачи, во ова вечер на хуманоста и нашата социјална инклузија, да се занимаваме и со животот, но и со смртта заради перспективите на животот, а тоа сепак предпоставува трансплантација на органи. Мои вечерашни гости се Ирина Пановска и Сашо Докчев, университетски професори на Скопскиот медицински клинички центар. Разговараме за трансплантација на коскевата срцевина и на бубрезите. Ги прашувам двајцата мои соговорници, што треба за да се вмрежиме, за да можеме да бидеме достапни, брзи во добивањето на клетки, нели, за коскева срцевина и за добивање на бубрег, за органи. И при тоа главно разговараме за кадаверична трансплантација само на бубрек, а не и за другите делови од телото, од мртвото тело. Вака, значи за трансплантација на хематопоетски клетки не треба да бидеме брзи. Трансплантацијата на хематопоетски клетки е планиран процес во кој што со потенцијалниот донор потпишуваме сериозни договори, македонскиот регистар со регистарот каде што се наоѓа потенцијалниот донор и потоа со посебни курирски служби се носат клетките. При тоа сето тоа мора да биде многу прецизно организирано, бидејќи една недела претходно пациентот на кој што ќе му бидат всадени тие матични хематопоетски клетки прима сублетални дози на хемотерапија. Значи, пациентот што треба да прими и масата на срцевината што треба да бидат компатибилни. И јас сега ве прашувам, ако бидам во ситуација да ми пресадите, што треба да се направи? И ако бидам во ситуација особено на донор, што треба да направам? Значи вака, ако сакате да бидете донор на хоткена срцевина во моментов, треба да... Не можам тропнам кај се и да давам крв, нели? Не кај нас, на Институтот за имунологија. Добро. Можете да одите, доколку немате некоја хронична болест и сте здрав, да дадете една провета крв, каде што ќе ве типизираат и каде што вашата хајла конституција, значи 10 одредени карактеристики од вашето тело ќе влезат во еден софтверски систем. И тој е на располагање на целиот свет. Во моментот има 25 милиони луѓе
кои што се потенцијални дарители на хематопоетски клетки или коскена срцевина во тој светски регистар. Што тоа значи да бидам способен? Јас што имам висок притисок, некои старачки синдроми и така натаму, не сум податлив донор? Значи вака, предност имаат помладите и мажите. До колку? Па, до 60 години, меѓутоа и повозрасен човек може да биде донор. Значи ми зимате, односно само една првита крв, како да сте дошли да направите крвна слика. И таа ја внесувате во регистарот. Да, и пополнувате одредени податоци, дали сте болен, фамилиарни заболувања, дали сте на некоја хроничка на терапија, дали сте подложен на било која хируршка интервенција претходно, и тоа е доволно. Меѓутоа, оној момент кога вас ќе ве најдат и ќе ве идентификуваат дека сте потенцијален дарител, јас велам тие 25 милиони луѓе се потенцијални модерни суперхерои. Ќе ве контактира регистарот и ќе ве праша дали се уште останувате на вашата намера да спасите некому живот. И доколку сте здрав, доколку имате малку време да одвоите, ќе дојдете и ќе ве подложиме на инфектолошки анализи, дали имате некои трансмитивни како хепатит заболувања. Ќе испратиме уште еден примерок од вашата крв во центарот каде што треба да се направи трансплантацијата и од таму ќе почекаме да дојде потврдната типизација. Доколку дојде потврдно дека вие сте тој избраниот донор, ќе ви дадеме во тек на 5 дена да примате подкожни инекции, потоа ќе ви поставиме венски катетер и ќе ве поставиме на машина која што ќе колектира тие клетки, вие ќе се вратите дома и следниот ден можете да одите на работа. Претходно пластично тоа ми го рековте, тоа е како бубрежната... Значи, процедурата малку пријатна, сепак се прави венепункција, се става катетер, целата крв поминува, врзан сте на машина, значи треба да одвоите дел од вашето слободно време. Меѓутоа, еве ќе кажам, на последниот наш пациент, тоа беше дете, 13 годишно, на кое што му е направена несродна трансплантација, донор му беше 19 годишно момче од Германија, кој што на 16 години се запишал како доброволен дарител на коскена срцевина. Можете да замислите кој е тоа ниво на свест и на солидарност кај тој млад човек. И на една социјална патологија специфична за модерните време. Професор Докчев, две прашања кои ми се карактеристика. Од кадавер, рековме дека речиси пола тело може да се трансплантира. Така е. Што значи дека не е најдобро и најсјајно што само бубрези преседуваме. Што значи дека и другите клинички центри, клиники, треба да се подготват за овие други трансплантации. Но сега ве прашувам, што нам ни недостига за да направиме регистар на можни донори? Дали треба со таа картичка свесно да декларираме, оставинска волја да декларираме? Донори, рековме дека законски сме сите, можни донори, освен ако за време на својот живот не се изјасниме дека изричито ги забрануваме. Значи, тука нема дилеми. Освен фамилијата, ако не го даде, не ги даде органите за трансплантација. Значи, што ни треба? Нас треба да подигнеме свеста за органодарителството. Органодарителството е највисок степен на хуманост, највисок степен на човеколюбие. Не постои нешто што е похумано во општеството. И тука треба да го фрлиме акцентот. Сите ние, државата пред се, и владата, и министерството, ние како стручни лица, вие како новинари можете многу да допринесете ширење на кампања за органодарителство. Невладините организации, имаме веќе една таква невладина организација, тоа е Нефрон, со која соработуваме, тоа е граѓанско здружение, со која соработуваме извънредно. И веќе сме во тек на кампања по градови. Веќе одржавме пред Нова година, јас и колегата Спасовски, во соработка со Нефрон, Спасовски од нефрологија, мислам, една трибина која ме изненади од посетеноста. Кумановчани беа многу заинтересирани, посебно на темата органодарителство и кадаверична трансплантација. Така да, еве сега ќе одиме во Струга, мислам дека во април негде сме поканети. Така да... Мислам дека има околу 1500 луѓе на диализа. Да, меѓутоа сите не се спремни за трансплантација. Тоа повеќе ќе ви кажат колегите од нефрологија, они ги водат тие регистри кои се спремни. Значи таму се спремаат пациентите кои се за трансплантација, се збориме за living donor трансплантацијата и овие кои чекаат за кои се во регистар за кадаверична трансплантација, некаде мислам дека се 80 на пациенти кои може да се бидеме до крај отворени. Донор жив е поквалитетен и подолготрајно животоспособен човекот,
или кадаверичната и која е тука разликата? Земањето на органите, исклучува бубрек, не може друго да се земе од жив дарител, бидејќи е многу ризично. Нели може и хепар? Хепар, ама се избегнува тоа. Се избегнува зашто е многу е ризична трансплантацијата на хепар, на црн дроб, од ливинг донор. Се зема, меѓутоа е многу ризично. Кај бубрек е најдобро. Ливинг донор трансплантацијата е најуспешна и најдобри резултати се постигнуваат кај ливинг донор трансплантацијата, затоа што се најсродни пациентите и се извршува веднаш трансплантацијата, нема временски период на чекање и така натаму кога се трансплантираат органите. Резултати се многу подобри, од прилика 10% во однос на кадаверична трансплантација. Меѓутоа, и тоа не е за занемарување да негде успехот е негде околу 90%, што е Има еден медицински предизвик, а тоа е прашањето на примањето на бубрегот при трансплантацијата. Да. Што ќе се случи ако организмот го осфрли, а се работи, например, за кадаверична трансплантација? Да, за среќа таквите примери се ретки. Имавме сега, баш овие последните 6 трансплантации што кадаверично ги направивме, кај еден пациент, кај него беше ја правивме втора трансплантација. Пред, не знам, 10 години е првата направена, неуспешна, после неколку години, бубрегот не функционира и сега, еве, втор пат правиме трансплантација, со такви проблеми што ги споменавте, на отфрлање. Што е реткост веќе во денешно време заради мокните имуносупресивни лекови кои се даваат, и е реткост да имаме отфрлање и што е добро. Меѓутоа кај него имавме проблем, за среќа одлично поминавме со тие плазмоферези, со специјални лекови, ритоксимап и така натаму да не ги редиме. Убаво поминавме, после месец дена лекување пациентот си отиде дома со регуларни вредности на уреа и креатинин. Заврши ли етапата надвор по секоја цена, па без оглед колку тоа ќе чини, и се враќа ли довербата во вас и во овој систем на вредности каде што вие сте сепак гаранти дека ги прифаќате современите медицински доктрини во трансплантацијата? Искрено, сметам дека се потребни системски решенија во многу сфери на општественото живење, вклучувајќи ја тука и медицината, за да се врати довербата. Довербата не може да ја вратиме преку ноќ. Многу често сите ние слушаме дека немаат доверба и дека најтешко поминуваат нашите осигуреници кога треба да се соочат да дојдат во Македонија на лекар. И сметам дека само со напорно работење, со справување со овакви предизвици и со подигање на нивото и стандардите на услуга кој што ќе ја пружиме, пополека ќе ја вратиме довербата. Мене ми е драго што можам да кажам дека дел од нашите пациенти како да воздивнаа, дека повеќе нема потреба да патуваат во странство за трансплантација, дека во овој тежок период кој што не трае кратко, пошто тоа представува најсложената интервенција во современата медицина, трансплантацијата на хематопоетските клетки, сепак ќе бидат дома покрај своите најблиски, ќе имаат поддршката од оние што ја сакаат. Меѓутоа, за да кажеме дека комплетно е вратена довербата, ќе треба да помине време. Ќе треба да се направат многу системски промени, меѓутоа е важно дека во моментот се идентификувани проблемите и дека ние сме спремни да се соочиме и да се справиме со нив. Доктор, колку професори ние медиумите влијаеме во нарушување на вашиот имидж како лекари, заради што, например, се развива принципот на недоверба и кон клинички центари кон вас? Па, не знам. Често пати се вели, моли Бога да не стигнеш на клинички центар. Иако, ваквите ваши резултати покажуваат дека следите светски трендови. Не знам зошто се создаде една таква клима и тоа многу ми е болна тема за дискусија. Последните години, да кажам, кога се провеуваше една клима да секојаш пациентот е во право, докторите се мора да ги слушаат пациентите, мора да бидат достапни во секое време, пациентот да се јавува на министерот лично, и се создаде една клима да практично една недоверба кон докторите. Не викам дека докторите има, и меѓу нас има секакви карактери, не можам да кажам дека сите се добри луѓе, како и во секоја професија. Меѓутоа се создаде една клима и одредени медиуми за жал ја прифатија таа идеја од поранешниот систем, поранешната власт, бидејќи докторите им го сроза угледот. Значи не ни се проблем правите новинари како вас, сензационалистите ни се проблем. Сега ваквите примери, Чомовски, да пофалам јас нешто, да се многу добро дојдени, да ни го дигнете рейтингот
И на вистина да имаме за што да збориме. Да. Имаме за што. Македонија, Република Северна Македонија во оваа област може да се гордее. Добро, поштовани гледачи, еве ви стојат на располагање афирмираните универзитетски професори Ирина Пановска и Саша Дохчев. Разговараме за трансплантација на коскевата срцевина, за трансплантација на бубрек и преку донори, преку, како да ги речем, мртви пациенти, мртви... Да, пациент... Кадавер. Добро. И ви стоиме на располагање во овој, како што веќе вообичаено го нарекувам, граѓански форум, на вашите прашања, вашите констатации и одговорите на моите соговорници. Ако има, телефоните ви се познати, моите соговорници се подготвени, можам само првично да кажем добро вечер. Добро вечер. Повелете. Поздрав до гостите во емисијата. Па да преминеме директно на прашањето. Да. Проблем има сопругата со бубрезите. Хронична бубрежна инсуфициенција и јас се пријавив како донор. Се работи за брачни другари, за маж и жена. Меѓутоа излезе дека не ни се сродни крвните групи. Излезе дека е таа а јас Б. Во типизација што е на крвна извршени се испитувања, нема антитела, имаме некои две сродни работи, што се не ги разбираме многу тие работи. Меѓутоа шансите се мали затоа што сме различни за крвните групи. Па би го замолил господинот Дохчев, што со тоа? Добро. Бидете на линија, ќе ви даде одговор, ако сакате дополнително можете да прашате. А јас сум пријавен како донор. Да, за жал тука очигледно дека се направени испитувањата на клиниката за нефрологија и клиниката за трансфузиологија кај што се одредуваат тие ХЛА типизации и крвните групи и се констатирало дека тука е неможна практично трансплантацијата затоа што нема ткивна подударност на донорот. Например, од поблиско семејство, син, керка се пријават, кога се различни крвните групи, не може секоја крвна група да даде на така да тоа повеќе колегите од интерните клиники кај што ги спремаат пациентите, а ние сме крајните извршители, како ќе не ги сервираат нас, јас така ги оперирам, така да иако не е време ќе направиме една шеговита забелешка. На оваа возраст маж и жена стануваат брат и сестра. И може да биде, да речам условно... Имаме ние многу примери, не е тоа проблема што се маж и жена. Да, ние скоро последната ја направивме пред нова година, се отидува дома без никаков проблем, жена даде на маж. Почетно жените дава што е вака за поздравување. Кај жените е поголемата сензитивност. Да. Дали имате дополнително прашање? Ќе мора да се најде друг донор, за жал, од фамилијата или да се чека кадаверична трансплантација. Не постојат антитела, меѓутоа е проблемот во антигрупи. Да, така е. И тоа е практично неможно. Неможно е тука да се рескира и не може да трансплантација. Мислам дека во овој случај ризикот за отфрлање е поголем отколку можноста да го прифати потенцијалниот реципиент бубрекот и заради тоа не се влегува во таа ризична интервенција. Постојат одредени тестови со кои што ствари се утврдува. Добро вечер, за следниот гледач. Да. Повелете. Ало, добро вечер. Повелете. Ја поздравувам емисијата, се јавува Томе Зафировски, пациент на диализа и подпредседател во новото Сдружение за бубрежно болни пациенти за подобар живот. Ја поздравуваме оваа емисија уште еднаш и посакуваме да кадаверичната трансплантација да заживее повеќе на овие простори. Поздрав до доктор Докчев и до професорката и нека продолжат само така напред да идат. Добро и благодарам. Благодарам. Не знаев дека има и ново здружение, одлично што се формира покрај Има и ново здружение. Така, одлично. И честитам за соработка со вас. И со урологија и со нефрологија. Добро, благодарам многу. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Поздрав до гостите. Ало? Да, повелете, во програма сте. Поздрав до докторите. Благодарам. Професорите. Поздрав многу до доктор Докчев од урологија.
Ало? Да, ве слушаме. Поздрав многу до доктор Довчев, од тетка му на Владко. Добро, Добро, еве, добро. Нека биде тоа знак. Имате уште нешто? Пошто он ме оперираше, па затоа поздравувам. Добро, добро. Еве и такви имаме овие мигови на соочување на пациентите и докторите. Добро, ще следниот гледач. Темата е дали граѓаните се подготвени за донирање на органи и крв и за време на живот и особено да носат одлики во име пред се на своите најблиски кои се починати. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Вие поздравувам емисијата, поздрав до гостите, до професорот Довчев и професорката. На телефон е пациент на диализа од Прилеп. Јас сум влезена во тој списокот за вечна трансплантација, меѓутоа имам и жив донор. Тоа е мојата мајка. Мојот татко е починат пациент на диализа, исто беше. Тој беше 15 години на диализа. Меѓутоа, мојата мајка има нулта крвна група, а јас сум со А+. Сега испитувањата, имам уште едно испитување што треба да го направам во Скопје. И сум влезена во таа листа, па би сакала да го прашам докторот затоа што ми се различни крвните групи, дали е подобро да се чека на откадаверична трансплантација или да ги продолжам испитувањата со мојата мајка? Да, рековме и преска слично е прашањето, ако некои крвни групи можат меѓусебно да се компатибилни, затоа реков, тоа е прашање повеќе за интернистите, таму се одредува. Дека треба да продолжат, дека ова може и да биде компатибилен парен. Да, така да крвна слободно група е нека се обично јава универзален таму. дарител, мислам дека треба да продолжите јас како интерниста да се умеш. Тоа е она што е познато дека нулта крвна група може да биде дарител на сите, меѓутоа сепак има стручни лица таму кои треба да проценат дали може да биде или не. Реков, ние сме на хирургија, јас како крајни извршител, како ќе ги припремат пациентите, колегите од нефрологија, од трансфузионална медицина, ние така ги оперираме, така да наша главна цел е технички одлично да ја направиме операцијата за да може бубрегот понатака да функционира. Пред да вклучам следен на наш гледач. Благодарам и ви посакувам да продолжите со уште поголеми успеси понатаму. Молам. Ете да знаеме дека има и успеси, доста само фрламе дрва и камења по докторија. А ќе чекаме на заев да се оствори ветувањето за 100.000 денари, така требаше да... Јас мислам дека скоро стигнавме. Специјалистите по клиниките, хирурзите, Добро, тоа се дежурства, некои не. Скоро остварува, скоро се остварува. Треба основната плата да ја направиме студија. Уште еднаш да го повториш овот и ќе го реемитуваме често. Значи, се разбира не во претставителската кампања. Значи не, платите не се 100.000 денари, меѓутоа посебно хируршките гранки кои што имаат високо платени дежурства, верувам дека по 1.500 евра е платата на еден хирург. Да, само директорите не влагаат во основицата на платата, тоа треба да се знае. Меѓутоа сумата што се зема на крајот е таа, ние директорите не смееме да дежураме, бидејќи има законот претходно. Не треба да се жалите и кај мене хонорарите не влегува во пензискиот. Меѓутоа мислам дека сепак финансиската сатисфакција е подобра од колку што беше порано. Добро. Има едно прашање кое поинаку сакав. Дали бубрежната инсуфициенција има наследство? Некоја наследна лоза рече дека и татко и бил... Да, има. Тоа се полицистична дегенерација на бубрезите, која е генетска предиспозиција за наследување на таквата болест и се јавува одредени членови на фамилијата. Добро, поштовани гледачи, сепак сакам да го издигнеме прашањето, освен личните за кои нашите доктори цените и се подготвени да даваат одговори, да ми одговорите на свој еден тест социјален и општествен, на тоа дали сме подготвени во име на нашиот најблизок да донесеме одлука и органите на починатиот да ги ставиме на услуга на луѓето кои треба да живеат, како би рекле Пановска. Значи, еве јас да ги стимулирам, да им кажам дека тимот за трансплантација, сите ние сме запишани во регистарот на потенцијални донори. И нашиот ХЛА печат фигурира во тој софтверски систем и сите ние сме спремни да даруваме коске на срце. Како рековте, германецот колку години имал? 19.
15 години. Да, во Македонија за да се запише некој во регистарот треба да има минимум 18 години. Добро. Еве ја да се надоврзам на Ирина. Најмлад донор на бубрек од Living Donor трансплантација исто е жена на маж. И тоа сега пред некој месец, исто пред Нова година, 33 годишна сопруга го даде својот бубрек на својот 37 годишен маж. Кој е најмлад кадаверичен пациент, односно кој од кого За жал, се земале? и тоа беше скоро, една млада девојка, дека 19 на години, не знам што беше, мозочно крварење, така нешто беше причината на смртта. Сега беше пред во јануар, мислам дека беше. Тука има една дилема. И честитам на фамилијата како најде храброст да ги дарува органи. Уште за време на клиничката смрт? Не клиничка, кога ќе се прогласи смрт и немаше дилеми кај фамилијата и навистина тоа е нешто, такво чувство на човеколюбие е реткост. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Најпрвен поздрав до професорите и честитки за нивната хумана работа. Јас сум гледач од Штип и имам едно конкретно прашање, не сум пациент. Ме интересира која е постапката, јас како обичен граѓанин сакам да подпишам донорска картичка. Да ми објаснат професорите каде да се обратам, како, која е целата постапка за понатаму за во иднина да може да се користат органите. Донорска карта, јасно. Донорската картичка беше популарна едно време, последните неколку години, меѓутоа сега нема потреба од неа, затоа што легислативата е јасна. Еве, ќе повторам уште еднаш, законот е дециден, јасен и нема дилеми. Ние сме сите потенцијални дарители на органи за време на својот и после и нашата смрт. Освен ако за време на својот живот не се изјасниме дека не сакаме да ни се земаат органите. Ајде не тргаме со негативна конотација. Што ако јас со својна наследна изјава за време на живот на нотар оставам своја тестаментална волја дека нема кој во моје име. Ги дарувам. Може. Може? Може. Без некакви посебни Да, фамилијата тука пак ќе го има последниот збор, меѓутоа може да се направи таква изјава. Нема да биде валидна ако фамилијата каже. Да? Да. Фамилијата го има последниот збор го има фамилијата. Може би треба поинакво законско решение да се направи. Па мислам дека е доволно секаде во Европа вака. Ово е либерален однос, без вака формален пристап. Да, нема потреба од формални дека изричито сакам да се земат органите. Нема потреба. И во Хрватска важи ова принцип. Да, ова е легислатива од Европска унија. Сега тоа е Евротрансплант, не се сите земји членки на Евротрансплант. Како Шпанија стигна до еден центар на развиен систем, организационата способност на државата е многу битна. Да, иако е голема држава, се разбира. Она е сама, она не е членка на Евротрансплант. Франција е сама, Шпанија е сама, Англија е сама. Значи, они не се членки на Евротрансплант. Евротрансплант е предводен од Германија како најголема држава со 14 на други земји членки, меѓу кои и Хрватска, и затоа не попуста апострофираме ноштов Хрватска, затоа што таму е постигната светски вреден резултат. Во Хрватска, еве, ние имавме, го спомнавте и професор Каштелан, веројатно со него сте соработувале, сте имали интервју, тој е нашиот пријател и соработник и мој личен и така натаму, и сум бил таму кај него неколку пати, така да извонреден успех, Хрватска има извонреден успех. Добро Мислам вечер. дека тенденцијата за Евротрансплант е бидејќи таа платформа нуди и едукација, дека оној момент кога и затоа ствари тенденцијата на Македонија е да стане член на Евротрансплант, бидејќи со самото членство ќе имаме можност нашите кадри да се едуцираат во центрите на Евротрансплант и можеби представува една опција да заживеат трансплантациите и на останатите органи. Така е. Да ја прашам, дали сте опремени по овие европски, светски стандарди за изведување на овие сложени оперативни зафади? Од соба до сите други алатки и... Тука би се воздржал, иако сме во преговори со министерот, посебно лично, нормално, и он е заинтересиран, нема тука што да се каже. Само чекам да каже кога ќе го реновираме Центарот за трансплантација. Центарот за трансплантација, гледате, успешно функционира, ние функционираме. Тоа значи дека од урологија треба да се издвојат башка оддел, башка простории. Башка е Центарот за трансплантација, ние надвор од клиниката. Тука е. Тој е посебен оддел и таму нема, освен ние што сме стручните лица, нема кој да влегува таму. Значи се договоривме со министерот да
верувам во скоро време, да го реновираме комплетно центарот, зашто веќе тој центар функционира повеќе од 20 години, не е реновира. Тоа значи Треба да го дезинфициран. Треба да го направиме, навистина мислам шала на страна и да набавиме нова опрема. Можеме да функционираме вака. Меѓутоа зошто да не направиме? Крадете го моделот од Пановска, она не успеа таму брзо. Па Да, јас себе овој јавно би сакала да се заблагодарам. Всушност првата иницијатива беше една донаторска акција, која што не беше донација на органи, туку беше донација на средства. И ние бевме изненадени како клиника од одговорот на многу компании со кои што соработуваме, меѓутоа и на многу општествено одговорни компании кои тивко, ненаметливо не поддржаа во нашиот потват, сега можам да кажам, да го реновираме оделот за трансплантација. Подобро вас одошто партиските кампањи да ги финансираат. Меѓутоа, ние успеавме за многу краток временски период комплетно да го реновираме оделот за трансплантација и да воспоставиме европски стандард со посебен позитивен притисок, стерилни услови за трансплантација. Во моментот имаме само 4 стерилни бокса и на некој начин и не можеме да ги задоволиме потребите, меѓутоа се бориме и понатака. Во тек се преговори за еден голем грант кој што се уште не би сакала да го најавам бидејќи не е финализиран, за надградба на целиот центар за трансплантација, бидејќи би сакала да кажам, ова е процедура која што во овој регион не се прави. Не се прави во Косово, не се прави во Албанија, не се прави во Црна Гора. Цената која што е оформена во Македонија е конкурентна. Ние нудиме еднаква, унифицирана услуга како и Европа, а сепак сме поевтини. И јас мислам дека онаа приказна кога се одлеваше здравствениот денар во странство, во просек околу 2 милиони евра годишно, сега ќе можеме и да допренесеме и финансиски за здравствениот денар. Нема да ве сскам да речам против приватното здравство. Не. Меѓутоа, на клинички центар неколку еминентни имиња создадоа различни методи, создадоа имиња врз основа на кои можеше да се формира сериозни центри. Од, да речем, покојниот ортопед Серафимовски до Влашки, потоа се појавија и други експерти на кардиологија и така натаму. Зошто ние не успеавме да се избориме да излеземе од оваа матрица, да служиме само за Скопје и за Македонија, а да не го прошириме регионалниот аспект? Па, овој регионалниот аспект, кога се однесува, што се однесува до трансплантација на бубрези, е проширен. Ние имаме оперирано пациенти и од Косово. Да? Да. Така да, сега ја формиравме и цената, порано цената се луташе, не знам точната цена, пред да станам ја шеф на тимот до 2012, сега цената е формирана. Тоа е некаде околу 18.000 евра, што е многу прифатливо за... Тоа е уште по... Да, многу прифатливо за сите пациенти. Пониска од индиската. Така е. Имаше многу најави да дојдат пациенти, меѓутоа тогаш се умешаа турците. Турците се умешаа и ставија капа. Имавме еден симпозиум, се сеќавам, пред 4-5 години во Приштина и таму беше еден од Аџи Бадем, еден доктор и веројатно ги фати сите, ги анимира. И таму се трансплантираат. Добро вечер, 22. Да, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Едно прашање на доктор Тонолог, може? Можете, повелете. Јас сум бубрежно болна со нервопревоза на десниот бубрек, а на левиот од бубревната жлеза имам тумор. И кај да обратам сега не знам. Да се обрати, дека повели во амбуланта, во вторник во амбуланта, да видиме за што се работи слободно. Еве, мој термин ви закажа преку екран. Готово. Кажете, повелете? Доктор, да, јас сум недавно, да, ама 20% ми работи само десниот бубрек, а на левиот пред јануар има открие на бубревната жлеза тумор на левиот. Добро, еве, чувте, во вторник дојдете. Да, слободно да видиме што се работи. Вие се од Штип или од каде рековте? Од Свети-Николе. Слободно, нека дојде, слободно. Еве, имате закажен мој термин преку мене и преку еден телевизија, а Докчев е подготвен професорот да ме прими. Добро вечер, следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Поздрав до вас и до гостите. Се извинувам однапред, грибосан сум и имам температура. Имам едно конкретно прашање. Јас сум 38 годишник и сакам да бидам донор на бубрези и други органи што може да се донира.
каде може да се пријавам? За да можам да бидам потенцијален донор. Значи вака, може да се пријавите и да бидете потенцијален донор на коскена срцевина на Институтот за имунологија. А за се останато, не може. Доктор Дохчев ви објасни дека единствено после смртта можат вашите органи да се донираат. Ајде да се надоврзам, ако заврши Ирина, да се надоврзам, го разбрав што сака да каже, да не повторувам повторно легислативата која е. Обичните луѓе, мислам, кои немаат на кого да дадат орган циљано, сакаат да даруваат орган. Само после неговата смрт. Не може да иде во некоја фамилија кај што треба, да кажам, кај што нема дарител на органи, да каже јас сакам да го дадам мојот орган во таа фамилија на тој пациент. Тоа не може и јасно е зашто не може, затоа што може да настанат трговија. Да, за многумина некакви недозволени односи. Малкумина знаат дека една моја колешка и позната писателка донесе одлука органите од починатата сестра да бидат донирани и тоа го изведе со бубрезите и тоа беше во тоа време еден голем гест. После толку години тоа беше инцидент, да кажам, 2005 мислам или 6 година беше тоа. И тогаш се направива 2 успешни трансплантации, меѓутоа само тоа благодарение на сестрата на починатата, нели жената на нашиот колега Владо Ѓоргиев, кој несебично ги даруваше органите за трансплантација. Добро, го спомнавме Владо, сега да ја спомним и Јагода Михајловска Ѓоргиева. Така е, она ги даруваше. Добро. Иако во сферата на интимноста понекогаш овие информации, меѓутоа од аспект на афирмација на овој пристап е добро да позитивните примери да ги... Иначе точно е, кога се даруваат органите од кадавер, не сме, дури да не речеме забрането, да се знаат каде одат органите. Да. На западните земји не смее да се знаат каде одат органите. Добро. Пановска и Дохчев и натаму се во студиото, уште 15 на минути ќе одговараат на вашите прашања, но пред тоа видите уште малку реклами. Среќен роден ден, еден ТВ. Да бидеме искрени, не замислувавме дека ќе излезе баш вака. Дали паметниве телефони не прават попаметни? Време е да го поставиме големото прашање. Можеме ли подобро? Овие умни глави знаат дека можеме. Дечкиве, само што станаа пријатели. Видете, дури и баба знае што се случува. Гледате, сегашноста сепак може да биде неверојатна. Користете ја технологијата за добро. Avalon Production ви го представува Владко Лозановски на голем концерт во Скопје. 23 март, VIP Арена. Влезниците се во продажба преку продажната мрежа на Avalon низ Македонија и онлайн на avalon.mk. После толку километри, време е за голем концерт на Лозано во Скопје. Avalon Production. Само за вас, најдобрата понуда овој викенд, единствено во Тинекс од 22 до 24 март. Свежо пиле цекин 1 килограм, 149 денари, плюс 100 поени. Димени колбаси со сува пиперка и прас 1 килограм, 159 денари, плюс 30 поени. Пиво Отингер 500 милилитри, 39 денари, плюс 20 поени. Гел за туширање Нивеа 250 милилитри, 109 денари, плюс 100 поени на вашата поен плюс картичка. Една картичка, безброј привилегии. Мој Тинекс клуб. Lind Excellence. Вкусите ги најбогатите ароми и најфиното какао. Excellence. Толку тенка, толку интензивна. Excellence. Пробајте го врвното задоволство со Excellence интензивен портокал. Од Lind. Со правилна програма, поддршка од околината и желба за успех, ниту еден сон не е неостварлив. New Me е за жени со свесен стил на живење во денешниот модерен свет, каде природната иновација и убав дизајн одат рака под рака.
Њуми е концепт кој ги менува животите на жените и нивната перцепција за невозможното. Среќна, здрава, задоволна. Њуми, биди најдобрата верзија од себе. Во салоните за мебел Кристина Дамил, лоцирани на булевар Борис Трајковски Усија и булевар Ѓорче Петров, од 15 март до 1 април се организира куќен саем со попусти на експонати до 30% и промоција на нови производи. Голема понуда на производи од залиха со брза и бесплатна испорака. Искористете ги поволностите. Ве очекуваме. Во новиот број на неделникот Фокус ке читате: Стейт Департментот за човековите права во Северна Македонија. На Вашингтон му пречат сваровски судиите и политички зависните медиуми. Ревизија на партиските финанси. Роднини на штипскиот градоначалник Бочварски добиле тендери откако донирале за СДСМ. Невозможно сценарио. Заев не може да го смени Јово Превара, ке го сменел Вучиќ. Читајте Фокус за нештата да станат појасни. Среќен роден ден, 1 ТВ. Она што на почетокот беше план за интернет телевизија со двочасовна програма, денес е ваш 24-часовен пријател. Информативната редакција стана побројна, содржините поквалитетни, гостите веќе се наше секојдневие во Централниот дневник. Централниот дневник, забележувам дека стана препознатлив. Се потсетувам и дека многу пати сменивме сценографија кога зборуваме за вестите, но не ја сменивме нашата желба, да го привлечеме вашето внимание и да ве задржиме. Ова е само 1 година од постоењето на 1 ТВ. Не застануваме овде, продолжуваме понатаму. 1 година живееме заедно со вас. Ги слушаме вашите сугестии, но и проблеми и секогаш ве информираме со сите информации што не смее да бидат премолчени. Секогаш подкрепени со факти за да ја знаете само вистината. 1 година со вас, 1 година, 1 ТВ. Среќен роден ден, 1 ТВ. Граѓански форум, 22 и 10 минути, имате уште 10 минути за да допрашате дел од неодговорените прашања, па и лични, што ве интересираат. Соговорници се професорите Ирина Пановска и Сашо Докчев. Разговараме за трансплантација на бубрези и коскена срцевина. Кај коскената срцевина можете да бидете донор со изразена волја, кај бубрежните донации, особено кај кадаверичните, не можете тоа да го направите со изразена волја, ако ја така можам да разберам. Така. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Поздрав до вас и до вашите гости. Господине Чомовски, човекот накрши вас што сте ви е пратен од Господ како аманет на Македонија за да ги чува и пази граѓаните на Македонија. Значи, ова го кажувам искрено, професорот Сашо може да се смее, јас сум негов пациент, 2 бубрега ми извади. Така да... Ја очекувам дека 2 ќе ви всади, не да ви извади. Па чекам да ми пресади сега друг. Добро, извинете. Така да, паќе ви кажам, благодет од Господ е пратен на Македонија. За професорот да го ставиме. Сега да тргнем за темата. Значи, ја ви кажа, 7 години сум пациент на диализа, многу убаво ги знам работите. Најпрво, ајде да почнам сурет, малку ќе одземам време, али морам ова да го кажам, македонската јавност да го знае. Значи, најпрво, граѓаните на Македонија не се едуцирани добро. Значи, сите ние, после починувањето наше, после званичата смрт наша, професоре, се извинувам ако сгрешам нешто стручно да не кажем, значи, после нашата смрт, органите за 2 до 3 сата више они се мртви ако не се одржава. Значи, треба да им се каже на народот.
да се едуцираат. Има стварно луѓе кои не разбираат. Значи, дали мене, кој ќе ја починам, ќе ме закопаат со органи или без органи, за 2 сата органите ги нема више. Се скапуват они у земјата. Дали се разбираме? А секој хуман човек што ќе го направи това, дали ќе го подпише или без подпишување негово автоматски он ги дарува органите, нашата држава годишно професорот убаво знае, не покасно се уклучи, не знам дали кажа, 25 милиона евра губиме ние годишно, господине Чомовски, што не правиме трансплантација. И повеќе. Јас знам прецизно. Ја не знам податок. 37 милиона. Добро, повелете. 37 милиона, значи малку повише, уред. Значи, добро, се разбираме. Значи, сакам да кажам, а овдека у Македонија, кај нас има некој голем проблем. Знаеме диализите кој ги стопанисуе, кој ги зере. И зошто, дали ја лично како пациент више сумњам дека намерно некој одоговдачи за законот и за кадаверичност. Ја чекам, слушам пациенти кажуваат почнаа да прават во. Ја пред 3 години, 4 колку го донесува професор, не знам законот, ја у седента без таму на клиника и одмah ги почнав резултатите. Ги направив еднаш, повтор пат уште еднаш правев резултати. Се, демек поминало време, ајде уште поеднаш. Нема врска, нема веза. Значи, некој сака да ќари пари од државата. Даночните огрници ги даваат тие пари. Немало пари за чаршави у болниците, немало пари за лекови, па како ќе има? Кога парите ми се одлеваат без веза. А па ќе кажам, ние имаме тим невиден, стручњаци невидени. Пари треба да се дадат, што кажа професор, да се направи оделението, операционата става, да се среди. Ќе бидеме број 1, ние сме на 20 и кој место, професоре, поправете ме ако грешам, према бројот на луѓето у светот со трансплантација успешни. Така ли е, професор, или грешам? Рековме 9-то место во свет, 5 во Европа, 2013 година. Значи, што треба повише да кажуваме? Треба нешто да кажеме ние уште повише, или да земеме, што не знам што да правиме. Мислам, сме цивилизиран свет, 21 век, значи треба на тимот да им се обезбеди операциона сала со сите можни инструменти. Ја не сум доктор, не сум стручен, не сакам да им се мешам. Нивната работа, супер професорот ги средува по вресите. Така да, значи, оваа држава, владата наша, начело со премиерот господинот Заев, мора после изборите да си ја преземат работата во свој раци и да почнеме и нацијата да обновуваме, да живее нацијата здрава, да не трошиме пари у здравството без веза и некој пак ќе речам да се богати. Значи, напоменувам, се богатат. Ама нема некаде кај што не се богатат. Не е суштината на тоа дали кој се богати. Суштината е... Да. Се разбираме. Вамо е рамилук. Ви реков ја малку се повише упат. Вамо е класичен рамилук. Значи, немој да ми кажете дека не може законот за такви пари. Преку ноќ се носи законот. Закони имаме, господине, закони имаме. Прашањето е на оно што го рековте на почетокот, на нашата свест, на нашата добра информираност. Меѓу другото, овој тип на дебати кои немаат полемичен карактер, служат меѓу другото и за општо подигање на нашата свест на социализацијата и така натаму. Ви благодарам што се јавивте. Добро вечер за следниот гледач. И тука некаде би требало да завршуваме со прашања, потоа да завршиме со поенти на доктор Пановска и доктор Докчев. Добро вечер. Повелете. Сакам да го поздравам доктор Докчев и докторката. Пановска. Да. И да пренесат на министерот дека треба овие луѓе да се наградат со 10.000 евра плата, а не со 1.000 евра. Ке ве молам на министерот да му пренесете. А у чие име да му пренесеме дека давате 10.000 евра? У име на граѓаните. Аха, добро. Јас од Куманово се јавувам и да му пренесете на министерот на вакви луѓе дека треба да се даде 10.000 евра плата, зашто тие многу животи спасуваат. Добро.
Мене ако ме прашате, ја лично би им дала, а кога ќе прашате министр, ќе каже толку се нашите скромни буџет. Министерот ќе треба да даде повеќе. И така. Да ви кажам, ќе ве цитирам кој ќе дојде Филипче тука и ќе го прашам дали и кога може да очекуваат овој тип на доктори, нашите доктори да стигнат барем до 5000 евра, колку што е германската плата во која многу од македонските лекари гледаат иднина, иако тоа е бруто плата и има прилично работа за тие што имаат намера да заминат. Докчев далеко сме до 10.000 евра, но ви посакувам да... Бар да стасаме до 100.000, како што кажавме на почеток. Добро вечер. Без дежурство. Да, добро вечер. Добро вечер. Поверете. На телефон Зоран Чуилиевски. На телефон Зоран Чуилиевски, председател на Сдруженијето Поврзани за подобар живот. Новото здружение на бубрежно болни пациенти. Новото здружение, Сакам да искажеме на голема благодарност до сиот тим за трансплантации. Посебно докторот Докчев добро го познавам и ме познава. И сакам да се гордеем, последниот пациент беше наш од Прилеп што доби кадаверик. Тоа е жена, не мора да го спомнам името и сме многу задоволни и како комплетна, да кажем, како град екипа на бубрежни болни се гордеиме со вашата работа. Значи имате доста трансплантации направено, се борите за нас и уште еднаш сакам да ги замолам сите граѓани. Јас сум пациент 11 години на диализа. 11 години, од 45 години сум на диализа. Ги замолувам сите граѓани. А и треба да одиме точно што рече докторот по градови, свеста, значи без разлика на вера, на нација. Гревото е да се закопа тоа што може да се искористи. Добро, ви благодарам. Уште за 20 да прашам. Да, поверете. Да. Поверете, кажете уште со поента. Ви кажав, значи, преголема благодарност. Добро, благодарам, тоа го чувме, ви благодарам и во нивно име. Каков е квалитетот на животот на тие што прво, на тие што донираат кај Коскева срж, исти се, нема некаква загрозба за нивното здравје, и второ, колку брзо се репарираат оперираните и при трансплантациите и дали е тоа влегуваат у еден нормален тек на животот наспроти овие разни бубрежни поверете. Значи, споихме две теми што никаде во светот не се споени, меѓутоа еве, да, интересно е. Се е можно. У Македонија се е можно, значи, тој што ќе донира хематопоетски клетки, после 2 до 3 недели комплетно ќе го надокнади количината на клетки што е донирал, а после 2 до 3 дена може да продолжи нормално да живее. И јас затоа имам една популарна реченица дека во денешно време суперхерои се оние што донираат коскена срцевина. Тоа се модерни супермени, ајронмени што ги знаат нашите деца, бидејќи со малку одвоено време и со малку чувство за солидарност и желба да се помогне, тие навистина спасуваат човечки животи. Можам да кажам дека многу ми се допадна пред 1 месец една наша пациентка која за жал нема потенцијален донор ниту во светскиот регистар, стави една објава на својот Facebook профил, апелираше до граѓаните додат и да се запишуваат во регистарот, надевајќи се дека можеби ќе најде потенцијален донор во Македонија. За една недела 500 луѓе се пријавија на Институтот за имунологија, што покажува дека нивото на свест е големо, дека солидарноста е тука, дека чувството за хуманост е меѓу нас, меѓутоа дека можеби е проблемот неинформираноста. Дека можеби треба повеќе јавно да проговориме за овие теми, и дека повеќе треба да ни помогнете вие, посебно новинарите, кои што сте на некој начин гласот на народот, да апелирате дека и меѓу нас може да се најде спасот. Докче? Тоа се согласувам. Кампањата мора да се води. Рековме и пред малку, организационна кампања од страна на државата. Мора државата да ја води кампањата. Кампањата ја води државата на организиран начин. Ние сме тука да се вклучиме во тие кампањи. Новинарите, невладиниот сектор, драго ми е што се формираат и нови здруженија,
да се тоа свеста за органодарителството и оној највисок степен на хуманост и човеколюбие да се подигне свеста кај граѓаните. Прашавте како се чувствуваат пациентите. Донорите, нормално, кај кадавричните пациенти, тука нема што да говориме, смртта е јасна тука, кај living donor трансплантацијата. Ако помине операцијата во најдобар ред, земањето на органи е вообичаена постапка и за среќа многу успешна, која потоа пациенти за неколку дена си одат дома и се здрави. Еден бубрек работи исто како два. Тој си ја превзема функцијата, само што треба почести контроли да се прават еднаш годишно, обавезна контрола. Само тоа или има малку постудиозни прегледи и следење? Само да се контролира тој преостанатиот бубрек, нали, што останал во кај донорот. Еднаш годишно на контрола. Тоа е обврска. Уреа креатинин се така. Уреа креатинин така. Кај трансплантирани пациенти. Нормално, кога ќе го напуштат нашиот центар за трансплантација, кога ќе се кажеме дека хируршки се добри, се префрлаат, си одат дома и потоа идат на контроли на клиниката за нефрологија. Таму се контролираат пациентите и таму се одредува, се дозираат лекови, имуносупресивните лекови према одредени параметри кои се земаат при секоја контрола. Така да веќе преживувањето односно на графтот и на пациентите е многу високо. Само еден податок ќе кажам, тие најуспешни години 2012 и 2013, кога имавме најголем број на трансплантации, и 2014, преживувањето кај пациентите и на графтот е трансплантиран од бубрек, се движеше од 100% 2012, 95% 2013. Едногодишно преживување, после податоци немам, затоа што податоците се веќе кај клиниката за нефрологија, бидејќи таму ги следат пациенти. Извонреден. Кога прашав и ги споев на македонски начин двете прашања, прашав дали постои опасност за животот на донорот кај коскената срцевина. Не. Значи, периферни матични хематопоетски клетки. Тоа ми вика дека за 2 недели, 3 недели се репарира, тоа не значи постои никаква опасност. Нема. Значи, мала нелагодност, мала болка е при пласирањето на венскиот катетер. Исто така и инекциите кои што ги стимулираат хематопоетските клетки да излезат во периферната крв, можат да почувствуваат симптоми слични на грип. Меѓутоа, тоа се толку минимални симптоми што се занемарливи. Понекогаш треба и навистина и коскена срцевина да се зема и тогаш тоа е хируршка интервенција, меѓутоа и тие пациенти за 2 до 3 дена се операвуваат комплетно и имаат одреден дискомфорт и болка во карличниот предел каде што се боцкаат. Колку успешно и брзо се решаваат овие сите форми на леукемија преку кои зашто главно ствари се пресадува коскена срцевина? Значи не е брзо. Трае процесот. Тоа е сложен процес. По трансплантацијата, рачунајте дека ние имаме бебе. Дека пациентот со новиот имунолошки систем по првите 6 месеци е под посебна обсервација на трансплантациониот центар. Потоа, после 6 до 12 месеци, почнува периодот на вакцинација, која сакаме новиот имунолошки систем да го имунизираме и пациентот да му овозможиме да продолжи да се социализира се од почеток. Се од почеток. Истиот календар за имунизација како бебињата. И затоа јас велам, трансплантираниот пациент е бебе. Што би рекол Бубакарот, ги е бебенце. Филип, например, првиот пациент веќе поминаа 4 месеци. Тој е во молекуларна ремисија, нема повеќе знаци на болест. Меѓутоа, се уште прима имуносупресивни лекови кои полека ги намалуваме и се надеваме дека Филип за некој месец ќе се вакцинира и ќе продолжи. Сега посебно го чувавме заради епидемијата на морбили, бидејќи беше под ризик. Имено ќе кажеме да наш пациент кој што е пред 2 години трансплантиран прележа морбили во текот на оваа епидемија. Бидејќи вакцината за морбили ја даваме дури 2 години после вакцинација. Значи тој беше жртва на антивакцерите. За среќа добро помина пациентот. Супер. Добро вечер. Ако сте уште расположени, ако не, да се одјавиме и да ви благодарам за учеството и на моите соговорници во студиото, за трпението да ви одговорат и за конкретни и за генерални прашања околу тоа колку сме подготвени за донирање на органи и на крв. Дали има уште гледач, режија? Нема. Поштовани гледачи, ваши и гости на Еден телевизија беа универзитетските професори Ирина Пановска и универзитетскиот професор Сашо Докчев. Ви благодарам за трпението што одговоривте на прашањата. Мислам дека ова е
почеток, малку е, но мислам дека треба да имаме еден континуиран пристап. Мислам дека има расположение и кај министерот Филипче за вакви теми што се вообичаени, а не се системски да одговори. Мислам дека тоа треба вкупно да го разговараме. Но ми се чини дека еден значаен сегмент, а тоа се вашите лекарски асоциации, имаат огромна обврска да ја анимираат јавноста и дека не може да бидат екс катедра само еснавските прашања, дека се многу поважни овие општи социјални и обштествени проблеми. Апсолутно, затоа ги споменав ја пред малку и трибините кои ќе почнавме да ги правиме со невладините организации и ја оберучка ја прифатив таа нивна идеја, така да стојам на располагање и ми реков во секое време кога мисла да организираат трибина да се појавуваме ние како стручни лица. И навистина има успех у тоа. Значи, еден мој термин закажав, ако ми се јава душе некој да закаже. Слободно може. Уште еднаш благодарам, тоа беа професорот Докчев и професорката Пановска. Поштовани гледачи, тука се одјавувам. Овој четврток, ако се уморивте од Александар Чомовски, побарајте го во вторник, повторно ќе го имате. Пријатно вечер.